duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, no prima me, duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znal umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što uho. Sve ti predavam tebe, Isuse, sve ti predavam tebe, Gospode, sve ti predavam tebe, Tatko moj, sve moje je tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse. Hristose, vo srce to moje prebivaj. Ете, to je suštiната, како да пребива Исус во твоето срце. Тогаш ти во духот си еден дух со него. Го прашуваш за се, он те води, он те учи, он те обликува. И тогаш е духот, се тоа го прави еден из дух. 12 прво Коринтијаните, распределувајќи секому поотделно. И ти дава секакво отчитување како што сака. Значи, има разни служби, но Господ е еден ист. Бог разни дејства кои извршува се во 12 глава, извршува се, кој извршува, значи Исус велеше, Он ги врши делата. Духот на Отецот, Он зборува низ мене. Тоа е она што треба да го научиме. И ова е за духовните дарови, читавме. Духовни дарови кои се, во кои за жал во православната и католичката не се знае многу, но во пентакосната и харизматската се зборува за нив. И се копне да се добијат, и тоа се дух за полза, значи дух, секој му се дава духот за полза, значи дух, дар, духот да зборува со мудрост, знаење, преку истиот дух дар на вера, дар за лекување, дар за чудотворства, дар да пророкува, дар да разликува духови. Тоа е битен момент. Многу луѓе знам, не ги разликуваат духовите. Дар на разни јазици и дар да толкува јазици, се тоа го прави еден из дух. Како се добива тоа? Па, кога ќе му ја предадеш власта на Исус, Он ти дава власт да газиш на змии и на скорпи. И кога тој ќе се насели во твоето срце, кога Исус живее во твоето срце, тоа е процес често, може да дојде и наеднаш, ти тогаш живееш во еден дух со Него и ги имаш сите овие дарби. И тогаш ти, што и да побараш во Негово име, не во моје име, во Негово, зашто Он е главата на црквата. Тоа се тие работи и елементи кои не се разбираат до крај. Така да луѓето мислат дека така едноставно е, остануваш во старото, мислиш со своја глава, а бараш дарови на отчитување. Може да има отчитување, исцелување. Рековме, кога имаш силна вера, познавам луѓе, врескале, плачеле, викале, вера дека ќе го исцели. И се случува исцелување, без разлика што тој можеби не е утврден во Исуса, но ние го имаме тој момент. Исцелувањето е едно, вистинското исцелување, духовно е кога ти комплетно ќе му дозволиш на Исус да живее во твоето срце, кога ќе му го дадеш клучот од твоето срце и тој е собственик на срцето. Значи, ја менуваш собственоста од себе собствен, од сатански, во собственост на Исуса Христа. И тогаш ти си еден дух со Него и едно тело. Значи, стремете се кон поголеми дарби, покрај овие дарби.
и слушам тие пентакосните и харизматски проучувања, делумно им се јасни работите. Еве го тој, стремете се кон поголеми дарби од тие. Дали се стремите кон поголеми дарби? Исус вели, не се радувате што демоните ви се покоруваат, ги изгонувате. Тоа е тоа, се отчитува верата и одредена состојба во законот, царскиот закон на љубовта. Туку радувајте се што вашите имиња се запишани во книгата на животот. Значи, сотрудници чии имиња се запишани, да сакаш да работиш за Царството Божјо, со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Вие гледате дека светот е кинисан, сега ве тераат да се вакцинирате, ви ставаат маски, нема да ви дозволуваат во продавници. Сето тоа е запишано овде во Откровение. Му се поклонуваш на ликот на зверот, го примаш жигот на зверот и тешко тебе. Да зборувам, спремете се кон поголеми дарби, 1 Коринтијаните 12:31. Сега ви покажувам. Тој ни покажува. Како? Па, победи го злото со добро. Да зборувам, сега ви покажувам еден многу повозвишен. Зборуваме за духовно патување, за тесната патека на животот. Повозвишен пат. Кој е тој пат? Патот на Исусовата љубов да те преплеви во твоето срце. Во моето срце пребивај, да зборувам на сите човечки јазици. Значи имаме вавилонски човечки јазици, па дури и на ангелски. Дар на зборување јазици. Дар на толкување. Рахмаста хајам бих таламин дирахам белевејменај. Се во своје време во Исусовата љубов според степенот на растот. Видете, па дури и на ангелски, штом љубов немам. Ете го возвишениот пат, љубов немам. Ке бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Како немаш љубов? Па немаш, човекот нема доволно љубов да ги љуби блиските. Кога немаш љубов, го немаш Исус во срцето. Исус не живее во твоето срце. И ти духовни дарови може да има отчитување од време на време. Заради дарот на вера. Заради вербата. Дека Исус ќе те исцели, например. Но друго е кога ти живееш во еден дух со Него. Не заборавајте дека апостолите чекаа да слезе духот во Ерусалим. Собрани, за да примат сила. Значи, во црквата на Преображението во Ерусалим бевме со една група со претходната заедница. И црквата на Преображението, кога Исус се преобрази, нели, ја држат муслиманите и тој брзо ги брка луѓето. Ние влеговме и слезе духот, почнаме да се радуваме, бидејќи Господ ги знае, Отецот наш намерите на срцето, и слезе сила од озгора. Почнахме да плачеме, да пееме. И влезе човекот муслиман, отвори, пазете, отвори, виде дека нешто се случува и не остави да се, не знам колку се евне, половина час. По 5 минути ги брка луѓето, се плаќа, влез таму. Слезе духот. И на излегување од тој храм над мојата глава се гледа како гулаб излетува. Сликано е од Наси Петрова, сега живее во Лондон, од Бугарија. Христијанка, беше сопруга на Васил Петров. Потоа повозвишен пат. Значи, ке бидам бакар што звони или кимал што звечи, излегува гулаб и од тогаш слезе духот. Поинтензивно, иако присуството го сеќавав. Значи, слезе, духот беше над него едно, тоа не го разликуваат, и духот да те исполни со сета полнота е друго. И не можев да сопрам, да зборувам за Исус. Потоа се молевме на плажа, во авион, по аеродроми. Ме искара тој претходни, што сум се молел јас. Па испадна на шега, имали пастор во авионот. Зашто сме се молеле во авионот, требал пасторот да се моли. Видете, ние зборуваме за врска со Исус, не со пасторот. Син Божи е оној кога го води Духот Божи. И од тогаш не можам да сопрам, да сведочам. Ке те преплави Исусовата љубов. Тоа е целата суштина. И тогаш се гледа дека има отчитување. Ти ја имаш силата што ја има Исус, зашто си еден дух со Него, но не постапуваш по твојот ум. Он е главата. Не заборавајте да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни. Пазете, да го имам сето знаење. И тие се борат за знаење и пророштво, а и така силна вера што и планини да преместувам.
Значи, може да имаш вера, да дојде верата во дадена ситуација и да има отчитување. А друго е ти да живееш во еден дух со него, да бидеш крстен во Исус, значи Исус да живее во твоето срце, Он да управува и да те води. Значи, планини да преместуваш, силна вера, ако љубов немам, ако Исус го немам во срцето, не живее вистински, ништо не сум и ништо не си. Не се радувајте што демоните ви се покоруваат. Дали си ти сотрудници чии имиња се запишани, работиш за него, гинеш за него, живееме ли, умираме ли, Исусови сме. Да го раздадам целиот свој имот. Луѓето се често врзани за материјалното. Не даваат, а не разбираат законот. Колку повеќе даваш, поблажено е да се дава, отколку да се прима. Толку повеќе ти дотура. Да го раздадам бесплатно, добивте бесплатно давате. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори. Телото да ми изгори, штом љубов немам. Ништо не ми користи. Ништо не сум. Немаш љубов. Ништо не си. Слава ти, Господи Исусе Христе, го немаш Исус во срцето. Исус е таму околу тебе, низ тебе. Не ти е разбуден, не си му и дадал власта. Он да те учи, обликува, Он да зборува. Он да ги врши делата и тогаш имаш отчитување во духот. И еве сега за љубовта. Тоа значи за мојот татко е љубов. Мојот татко е љубов, кој никогаш не престанува. Ето е, имаш една песна. Љубовта е великодушна. Разни препеви има, полна е со добрина. Дали имаш добрина за сите да ги разбираш? Љубовта не завидува. Зошто овој, зошто ти, зошто вака? Љубовта не се превознесува. Значи, ако Исус живее во твоето срце и почнеш да го прашуваш што да зборувам денеска, Исусе, ти зборувај низ мене, нека секој збор го допре сите оние, ги допре сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе кажат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Љубовта не се превознесува, не е горделива. Гордоста е смртен грев. Знаеш, не прифаќаш ништо, го знаеш Исус. Па тука го има тој стих, ама овде не е како што не е непристојна. И долго размислувам како да донесам одлука. Кога некој брат или сестра останува блудник и како што вели, кога ќе се соберете, блудник значи се враќа на старите грешки. Кога ќе се соберете, повторува едно исто, неќе да се промени вие и мојот дух, таквиот да го предадете на сатаната. Тоа значи телото, тоа е во сатанското тело. Не е во телото на сотрудници кои сакаат да работат и чии имиња се запишани во книгата на животот. Не е горделива, не е непристојна. И размислувам што да кажам, како да постапам. Барам водство, не бара свое. Ова е моје, ова е твое, ова е моје, ова е твое. Иако е пишано, штом нема ограда, имотот се разградува, се однесува и на човек, и на имот, и на духовно, и на телесно, и на душевно. Не се срди. Не се срди. Го имам еден Димитар Иванов од Шумен, сотрудник од Пиринска Македонија, таму некаде подалеку, на Македонскиот полуостров. Кажува една изрека: зошто да се лутам кога ќе ми мине? Добро прашање. Епа ете го тој стих. Значи, не се срди, не памти зло, не го помни злото. А ти тогаш кога ми кажа, аха, а он кога ми рече, можеш да се сетиш, но да го избришеш. Исусе, дај ми сила да го љубам овој човек. Дај ми сила како да постапам. Сега луѓето ги тераат да се вакцинираат насила. Насила. Носете мигранти. Го изгонија македонскиот народ. По Македонија се случува вистински Армагедон. Го променија името, јазикот го забрануваат, воведуваат двојазичност, ја забрануваат историјата, да се сеќаваш. Да е тоа за Исусе, да, но тоа е за сатаната да те поничи, да покаже дека нема македонец кој го повикува Бог. Бидејќи овде е запишано: дојди во Македонија и помогни ни. И јас велам: дојди Исусе Христе Боже наш во Македонија и помогни ни. Ја предавам Македонија во твои раце. Македонија е духовна категорија кога ти повикуваш кон Исус. Не го помни злото, не се радува на неправда, на некој што му се случува. На вистината се радува, а вистината е Исус. Нема друга вистина. Љубовта никогаш не пропаѓа, вели овде, не престанува. Тоа е еден од тие стихови кои секогаш се сеќавам.
Љубовта никогаш не престанува, тоа е жива река, жива вода што тече од твојата утрова. Кој е жеден, нека дојде при мене да пие, ќе му дадам од живата вода дарум. Кој е гладен, нека дојде при мене да јаде и нема да ожедни, да огладни. И гледате како течат овие работи. Радуе ми си завети. Господе Исусе Христе, ти благодарам што и денеска си во моето срце, што ти зборуваш низ мене, што ти ги вршиш делата. Тоа е крштение со дух, да го оставиш стариот ти и да му ги дадеш клучевите од твоето срце на Исуса Христа. Но тоа е често процес, иако доаѓа слегува, бидејќи тој ги знае намерите на срцето, значи слезе во Израел. Духот тогаш, јас од тогаш не можам да сопрам, да сведочам. Тоа е разгорен дух за Исус. Дали го љубиш Исус? Со сето своje срце, со сиот свој разум, со сета своја душа, со сета своја сила, иако ништо не е твое. Те љубам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Љубовта никогаш не пропаѓа, не престанува, а пророкувањата ќе минат, јазиците ќе замолкнат, знаењето ќе исчезне. Зашто само делумно спознаваме и само делумно пророкуваме. Во еден друг препев вели по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. А кога ќе дојде Исус совршеното, овде вика, кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне тоа делумно, ти ќе разбереш дека ту како не знаев тогаш, зашто не го праша Исус. Тајната криена со векови дека Исус живее во твоето срце. Сите сме во еден дух напоени. Еве го 12:13. 1 Коринтијаните, сите сме во еден дух напоени, било робови или слободни. Слободен си во Исус, роб си на гревот, или си роб на Исусовата праведност, или си слободен во Исус. Кога бев дете, зборував како дете. Оставите ги децата да доаѓаат кај мене. Како дете мислев, како дете размислував. Дали имаш ти степен на верба, а кога станав маж, го оставив детинското. Ако не бидете како овие мали деца, нема да влезете, зашто децата веруваат, брзо забораваат. Зависни се од родителот, тоа е она што нам не недостасува, да го воспоставиме заборавениот однос татко небесен и деца на земјата, кои треба да се вратат во неговото царство. Сега гледаме како низ огледало. Нејасно, а тогаш лице в лице, кога ќе застанеш пред Исус. Сега знам нешто, сега спознавам делумно, тогаш ќе знам совршено како што сум спознаен, имав да препев, а тоа вели, а тогаш ќе знам како што ме спознал Исус. Ние зборуваме за познавање на Бог. Одиме сега, јас сум портата на спасението, вели Исус. И треба да влезе, да се излезе низ неа. Еве ги тие текстови кои слегуваат во духот. Јас сум портата на спасението. Да се влезе, да се излезе низ Исус. Да влезеш во Исус и да излезеш од светот. Исус вели, остави се земно и врви по мене. Одврзи се. Предај се што имаш. Раздај и врви по мене. Матеј 19:21. Ете си пред портата. Те донел некој, Павле, тихо, Дарко, Звезда, Марија, и ти покажува кон неа. А ти стоиш, треба да направиш само неколку чекори, да влезеш низ неа, да се провнеш, а ти брбориш, мрмориш, не годуваш во пустината. Сакаш назад во Египет, кај фараонот, кај сатаната, и 40 години си во пустината. И ќе го добиеш тоа што го зборуваш. Не сакаш да исчекориш кон Исус, кон ветената земја. Не сакаш да се промениш, да се родиш одново од озгора во Исус. Значи, ние ги носиме со духот до Исус, до портата и до спасението. А самите треба со своја волја да решат да тргнат кон неа.
да тргнат кон неа. Некој останува каде што е, не се помрдува, блее во пустината, мрмори, сака назад. Некој доаѓа до пред портата и се двоуми и врската со светот го тегне назад. Брат, сестра, деца, земја, роднини и имот. И назад си во пустината. Некој дзирка, чекори кон пола влегол во портата. Повторно те влечат врските со овој свет. Го влече камилата назад низ иглени уши. Камилата го влече. Мисли дека е богат, не му се остава богатството. Да остави се земно и да врви по Исус по мене. А Исус ти вели, отвори го срцето. Отвори го срцето. Барај Исус вистински да се насели во тебе. Да се насели во тебе значи да бидеш крстен во дух. Да бидеш роден во дух. Да бидеш Христороден. Да чекориш. Некој како Петар зачекорува низ портата, почнува да оди по водата и вели помош, помош, тонам како по вода и вика помош, се сомнева, не се препушта на Исус. Значи, оној кој ќе сомнева е како бран, и Исус му вели мало верни кој нема ништо да добие, земам двоостар меч и ги раскинувам сите пранги кои сатаната ги фрлил врз мене. Се одврзувам, пресекувам, рассекувам, за да не ме држи врзан на синџер сатаната. Вака те влече во твојот грев. Каде што е Духот Исусов, таму има слобода. Ти ќе се ослободиш од гревот, од роб на гревот, ќе станеш роб на неговата праведност, ќе сакаш да работиш за Царството Божјо, за да не се враќаш во својата блуеница, во калта со демоните и свињите. На демоните им е дадено да влезат во свињите, тоа се луѓе кои не се менуваат. Врските со светот те влечат назад во земниот телесен свет, сатански свет, и наместо во ветената земја гинеш во пустината. Или се враќаш кај Сатанов фараонот, синко човечки, се враќаш на старата природа. Ти знаеш што е најдобро, ти сакаш да решаваш. Ти мислиш со својата глава, ти си автокефален наместо Христокефален. А Исус ти вели продај, раздави, остави се земно. Тоа што те влече ти тежи и врви по мене, повели низ портата, во спасението, во мирот, во силата и љубовта. Исус е портата на спасението. Треба да дојдеш, да застанеш, да влезеш и да излезеш. Он чука на твоето срце, за да вечераш со Него. Што да вечераш? Па духовна храна, за да се распланти твојот дух, да се сетиш кој си и што си. Да дојдеш кај Него. Во љубовта роден, љубороден, во дух роден, да се спасиш од себе стариот, да куртулиш. Тоа е тоа крштение во дух, кој ќе му го отвориш срцето и тој ќе се насели во него. Он ги знае намерите на срцето, некогаш може да дојде наеднаш, а некогаш тоа е процес да влезеш и да излезеш. Да излезеш од светот. Од телесниот и да влезеш во духовниот. Исусов, ти и пасиште да најдеш. Земи меч на духот и раскини ги сите врски сатански кои те враќаат во Исусовата порта. Па мечот на духот е словото, земи еден стих. Се можам со Исуса Христа, се можам со Исуса, бегај од мене, се можам, Исусе, дај ми сила, Исусе вака, Исусе така. Исусе и само Исусе, кога ќе почнеш да повторуваш, кога Он ќе дојде, мене ќе ме прослави, кога тој ќе дојде, ќе викате Аба Оче, кога тој ќе дојде, ќе велиш Исусе Господ, Господе Исусе. Штом славиш некого друг, ти немаш дух. Ти си во духот на овој свет. Немаш сила доволно да љубиш ни себе си, а камоли другите. Значи, раскини ги сите врски кои те враќаат од Исусовата порта, назад во светот. Бегај од мене Сатано во името Исусово и не се враќај повеќе. Значи, за духовните дарови, да зборувам на сите човечки јазици, јас ќе ви покажам еден повозвишен пат од духовните дарови. Тогаш ги имаш ти сите дарови, би си едно со Него
i sve moje je tvoje, sve moje je tvoje. Sve ti predavam tebe, Isuse, sve mu predavaš. Sve ti predavam tebe, Hristose, sve ti predavam tebe, Tatko moj. Sve moje je tvoje. I ti imaš ti te darovi i možeš da praviš, ama ne od sebe, vo njegovo ime. Znači, ti si del od njegovото telo i to je jedan proces koji treba da se razbere vo praktikata. Čovjek ne se hrani samo od lep. Секој збор што излегува од Исус, не од човечки деноминации. Љубовта никогаш не престанува. Љубовта никогаш не престанува, тоа е таа суштина. И ти имаш доволно љубов да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никога да не осудиш, да го победуваш злото со добро, да се покаеш за секој греф и за гревовите на твоите предци. И се што ќе врзеш на земјата ќе биде врзано и на небесата. Се што ќе одврзеш, тоа подразбира меѓучовечки односи, која на непростување и сето друго, а потоа во духот негов ќе кажеш на планината што се нафрлила врз било кого, стани и фрли се во морето и не се враќај повеќе, и ќе можеш да кажеш бегај од мене сатано и не се враќај повеќе во името Исусово. И тогаш ти вистински му припаѓаш на Исус. Припадноста, собственоста е негова. Он живее и е собственик на твоето срце и ти си дел од неговото тело, духовно тело. И победуваш со љубовта, исцелуваш со љубовта, простуваш со љубовта, не осудуваш со љубовта, се покајуваш во љубовта. И растеш во љубовта, те преплавува љубовта. Љубовта твоја ме облева, твојата рака, љубовта твоја ме облева, твојата рака ме позема во срцето мое, пребивај, Исусе, Христосе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се мое е твое. Ете тоа е се мое твое и се твое е мое. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Тоа е крштевање во дух. Некогаш е процес, некогаш наеднаш дојде, но секако е процес, бидејќи за да дојде наеднаш, одеднаш и да те преплави, треба да ги знае намерите на твоето срце. За да ги знае намерите на твоето срце, треба Исус да живее во тебе. Почекајте додека се облечете со сила од озгора. На сите што го примија, каде во срцето Исус им даде сила. Тоа значи Исус зборува, Он ги врши делата. И ти тогаш не бараш од свое име, туку во Негово име, што иде побарате од Отецот ќе ви се даде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам во Твојот мир, во Твојата сила и во Твојата љубов која никогаш не престанува. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет го примаме, духот на Отецот, за да знаеме колку не љуби, колку не љуби Таткото наш небесен, кој го спознал умот Господов, за да го објасни, за да го објасни. А ние имаме мудрост Христова, го примивме духот на Отецот